Почетокот на преговорите на Европската Унија со Република Македонија позитивно ќе влијае врз реформскиот процес и перспективите на целиот регион, истакна македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски по остварената средба со еврокомесарот за проширување на Европската Унија Штефан Филе во Страсбур. Имавме исклучително продуктивна и отворена дискусија по однос на резултатите од последниот извештај на Европската комисија. Клучен фактор во овој сегмент е третата препорака поред која Европската комисија упати кон Република Македонија за отпочнување на процесот на преговори. Со навистина нескриен ентузијазам очекуваме овој процес да отпочне и Советот на Европската Унија, како и сите земји членки, да искажат својата поддршка во овој правец. Беа констатирани исто така и посветеноста од страна на владата на Република Македонија да обстојат во натамошните реформски напори. Мислам дека високото ниво на поддршка која го имаме во јавноста за обстојување на овој процес е доволно силен аргумент и ќе настапиме со дополнителна мотивација и динамика во овој правец. Комесарот Филе истакна дека обновената препорака за почеток на преговорите ја отсликува и потврдува работата на македонската влада во изминатава година. Според Филе, комисијата е подготвена да работи заедно со владата на Македонија за надминување на предизвиците кои се наведени во последниот извештај на комисијата за напредокот на земјата во евроинтегративните процеси. Поповски во Страсбур имаше одделни средби со претседателите на двете најголеми политички групи во Европскиот парламент, Жозеф Дол од Европската народна партија и Мартин Шулц од Прогресивната алијанса на социјалистите и демократите, кој е кандидат за претседател на Европскиот парламент. При тоа побарал отворена поддршка за неодложено почнување на пристапните преговори на Македонија со Унијата, како и поддршка на македонскиот евроинтеграцијски процес, меѓу другото и во контекст на подготовката на резолуцијата на Европскиот парламент за напредокот на Македонија во 2011 година.